Почитуван колега Коцич, во вашето излагање малце осетив некоја контрадикторност, бидејќи еднаш велите во интерес на пациентите, а после велите да ги заштитиме и младите лекари, доколку пациентите останат, а доколку желбата беше да се заштити интересот на младите лекари, во овие изминати 6 години од како сте на власт имаше во многу наврати и какви мерки да донесите и како да ги заштитите младите кои во преголем број се иселуваат, младите лекари се иселуваат од државата. Значи, ова е јасно дека го заштитувате, не знам зашто, фондот за здравствена заштита, со тоа што ги ограничувате на два тима, а не ги заштитувате интересите на пациентите. Доколку некој има потреба да вработува нови лекари, секако млади лекари, се што ќе се вработат како матични лекари, зошто да не се отвораат нови, да не се дозволи со ова да се отвораат и нови работни места. Сведоци сме и вие сте лекар, знаете дека ваквите поликлиники или ПЗУ кои нудат работа и не можат моментално да најдат лекари кои ќе се пријават на конкурс да работат како матични лекари, воопшто платите не се ниту ниски, не се ниту понижувачки, напротив нудат високи плати. Но доколку сакате да ги заштитите младите лекари, еве, распишете огласи во сите јавни установи во државата, здравствени установи, ќе ги задржите сите млади лекари со тоа што нема болница која не е или на минимумот или испод минимумот на специјалисти. А со години ниту вработувате, ниту испраќате доволно лекари на специјализација. Еве да ви кажам пример, при Лепската болница од каде што доаѓам е на работ каде што дали во моментов и дали може да функционира како болница, бидејќи не го исполнува доволниот број на специјалисти и во голем број ќе заминат и во пензија во ова или следната година. А ако сте толку загрижени, зошто не распишете конкурси, да се вработат млади лекари, да се испратат на специјализација и досега, доколку тоа го правевте редовно, одделенијата ќе ни беа пополнети со лекари и специјалисти, а не овдека да кажувате демагоги. Овој закон за здравствена заштита променава е делумно добар. Јас мислам дека е закаснет, ваше ветување од изборите уште од 2017 година. Со овие измени делумно се решава проблемот на пациентите и на лекарите, да не останат пациентите без избран лекар и да можат непречено да го остваруваат своето право на здравствена заштита, што во текот на предлогот, гледам, сте го навеле, не знам дали од незнаење или грешка го нарекувате нега, тоа треба да добиваат здравствена заштита. Навистина не гледам причина зошто ова, напротив, како стимулативна мерка, може да делува при вработувањето на нови лекари. Благодарам.